Македонската калифа не мирува, деколтето до колена, брадавиците во прв план направија хаос на социјалните мрежи. Македонската калифа повторно шокира. Овој пат Моника Станојкова, контроверзната и често осудувана инфлуенсерка, го крене интернетот на нозе со ново провокативно видео кое за миг стана вирално. Во клипот кој за само неколку часа собра илјадници прегледи и коментари, Моника се појавува со длабоко деколте, но овој пат фокусот не беше само на нејзините облини. Брадавиците под тенката ткаенина беа она што ја распамети јавноста. Дали намерно или случајно, никој не е сигурен, но реакциите не изостануваат. Но дали ова е само уште еден трик за повеќе следбеници или Моника испраќа порака до некого? Наводно се шпекулира дека станува збор за скриен одговор до поранешното момче, додека други веруваат дека ова е само еден препознатлив пост од многуте во нејзин стил. Што и да е, едно е сигурно. Моника Станојкова знае да го привлече вниманието и повторно да ја подели јавноста. Додека едни ја величат како символ на слобода и женственост, други бараат итна реакција. Мија и Тијана сами на плажа во Малдиви се нурнаа во длабокото. Едни од највпечатливите инфлуенсерски двојки во Македонија, Мија Костова и Тијана Скулик, повторно го привлекува вниманието на јавноста со своето најново екзотично патување, овој пат директно од рајските плажи на Малдиви. Познати по нивната естетика, искрен пристап и неверојатна способност да не однесат со себе каде и да патуваат, Мија и Тијана уште еднаш покажаа зошто се меѓу најследените и највлијателни македонски инфлуенсерки. На нивните профили беше објавено видео од пуста тиркизна плажа, каде тие уживаат сами опуштено со насмевки и позитивна енергија. Видеото кое не само што ги плени нивните следбеници, туку им нуди и виртуелна карта до мирот, тишината и убавините на Индискиот океан. Во видеото може да се види како Мија и Тијана се препуштаат на моментот, боси на бел песок, нуркаат во тиркизната вода и го живеат сонот што многумина само го замислуваат. Со внимателно одбрана музика и совршени кадри, тие уште еднаш докажуваат дека знаат како да го представат патувањето како приказна што инспирира и опушта. Следбениците не останаа рамнодушни. Со илјадници лајкови и коментари, објавите на Мија и Тијана се докажуваат како влез во сопствената бајка, а за многумина се инспирација за следна дестинација или едноставно момент на мир во секојдневниот хаос. Со овој нов виртуелен дневник на Малдиви, Мија и Тијана не само што раскажуваат патување, тие ни го подаруваат чувството на бегство привремено, но вистинско. Бидете подготвени, ако продолжат вака, нивната следна дестинација можеби повторно ќе не остави без див, а до тогаш преку нив сме и ние малку на Малдиви. Атрактивната професорка и модел Маја Глигоровска, која одамна е позната по својата совршена линија и впечатлива појава, повторно ги воодушеви своите следбеници. Иако изгледа безпрекорно, таа никогаш не го крие патот до својата совршена фигура. Патот не е лесен, туку исполнет со труд, дисциплина и редовна физичка активност. И овој пат Маја преку Instagram Story покажа дел од нејзината тренинг рутина, но во нешто поинаково светло. Таа сподели видео од салата за кикбокс, каде што спарингува заедно со познатиот јутјубер и инфлуенсер Томислав, кој самиот често објавува содржини од спортскиот ринг. Двајцата секој на свој начин, влијателни на социјалните мрежи, на забавен и енергичен начин го одработија својот тренинг со брзи движења, насмевки и низа креативни удари во рингот. Иако изгледаше како вистински надпревар, сепак не дознавме кој однесе победа. Веројатно, најважна беше енергијата, мотивацијата и добрата форма. Маја уште еднаш докажа дека инспирација не само со својот изглед, туку и со посветеноста кон здравиот начин на живот. А со вакви спаринг партнери, мотивацијата сигурно никогаш не недостасува.
Музика и хуманост во чест на Кочани. Виенскиот бал во Скопје, вечер на гламур, музика и хуманост во чест на Кочани. Скопје уште еднаш стана сцена на елеганција и културен сјај со одржувањето на 24-тиот Виенски бал, кој годинава беше обоен со силна емоција и хуманитарна мисија. Поддршка за настраданите во трагедијата што го погоди градот Кочани. Настанот свечено започна со традиционалната полонеза, која ја изведоа танчарите од студиото Прима Данза, внесувајќи ја публиката во автентична балска атмосфера. Центарот на вечерта го зазеде настапот на оркестарот Јохан Штраус, кој со звуците на класичните валцери внесе дух на стара Виена во срцето на македонската престолнина. Еден од највпечатливите моменти беше изведбата на балскиот ансамбл на македонската опера и балет со делото Виенска крв од Штраус. Солистите Маја Кичевска-Шокаровска и Миро Митрешиновиќ блеснаа во главните улоги, пренесувајќи длабока емоција и уметничка префинетост на сцената. Покрај културната вредност, балот ја покажа и својата длабока општествена одговорност. Целта на овогодинешниот настан беше хуманитарна, собирање средства за помош на погодените семејства од трагедијата во Кочани. Организаторите ја искористија вечерта за да упатат порака на солидарност и поддршка. Виенскиот бал во Скопје и оваа година ја потврди својата улога како символ на традиција, уметност и човечност. Сопственикот и директор на Хајп продукција Саша Мирковиќ се огласи преку TikTok, каде што испрати силна порака. Тој им одговори на сите дека ја напуштил болницата во Загреб, каде што престојувал со денови, бидејќи Велибор Поповиќ Поп се обидел да го убие. Мирковиќ истакна дека нема да биде замолчен ниту заплашен, бидејќи ќе продолжи да ја кажува вистината. Ги прашувам Цеца и Пејовиќ, бидејќи ги спомна додека ме шутираше, дали сето ова вреди. Она што го кажав за тебе, ќе продолжам да го кажувам, бидејќи ја кажувам само вистината. Нема да ме замолчите и заплашете, ќе продолжам да ја зборувам вистината. На крајот од краиштата, јас сум малку постара генерација која верува во правда и вистина, не на вашите лажни приказни. Луѓето знаат дека никогаш не сум спомнал нечиви деца, ниту пак би ги спомнал некогаш, бидејќи е против моите правила на живот. Како што не сакам луѓе кои што навредуваат деца, а вие тоа чисто го правите. Треба да размислат кога раката на правдата, судот, полицијата и обвинителството ќе допре до сите нив. Ќе треба да размислиш, ќе имаш време во затвор. Бидејќи те спомна тебе и Пејовиќ, Цецо. Да ве потсетиме дека Мирковиќ беше брутално нападнат пред хотелот Шеретон на 10 мај 2025 година во текот на денот во Загреб, а правдата се уште не е задоволена. Со тоа водачот на Хајп продукција упати апел до државните власти во Србија. Не му беа одбиени кривични обвиненија, што воопшто не е правилно.